Вториот дел од градскиот парк, на потегот од Луна паркот до хотелот Александар Палас ќе биде целосно партерно и хортикултурно уреден. Во моментов со јавното претпријатие Водовод и канализација се прави проект за доток на вода и за поставување прскалки кои ќе ги наводнуваат новите тревни површини што ќе се подигнат на тој потек. Овој дел од градскиот парк не е уредуван 70 години. Оваа година, јавното претпријатие Паркови и зеленило заедно со град Скопје ќе го уредува со тоа што патеките кои се во руинирана состојба ќе ги изгради јавното претпријатие улици и патишта, а град Скопје ќе ја постави урбаната опрема како клупи и корпи за отпадоци. Првиот дел од паркот пред фудбалската арена Филип II се заштитува од дивото паркирање на автомобили. Во тек е реконструкција на оштетените рампи, а на дивите премини кон овој дел од паркот ќе се постават нови заштитни столчиња. Новиот дел од паркот речиси секогаш е пораздвижен, а летото беше поставена и нова урбана опрема од клупи и корпи за отпадоци во новиот дел од паркот. Но за разлика од новиот дел, во стариот дел од паркот може да се забележат искршени корпи за отпадоци, стари и оштетени клупи како и многу суви гранки на дрвјата. Мислењата на граѓаните се поделени. Дел од нив се задоволни, дел не, но повеќето сметаат дека може и повеќе да се направи за градскиот парк. Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во Македонија кој се простира на површина од 486.000 метри квадратни. Почнал да се формира во 19. век за време на османлиското владење, но со текот на годините постојано се надоградувал и проширувал. Денес градскиот парк е омиленото место на Скопјани за прошетка, спорт и рекреација.